Почитувани гледачи, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и верувам дека уживате со сите наши денешни содржини. Во продолжение ќе зборуваме за една многу значајна тема со прекрасната Ајше Ислам, која што е психолог и доста време не сме разговарале со неа, меѓутоа секој пат кога зборуваме има навистина многу убави совети и препораки за сите вас кои што можеби ќе се пронајдете во темите за кои разговараме. Денеска ќе зборуваме за тоа како психички да се подготвиме за загубата, пензионирањето и големите промени. Ајше, добро утро. Добро утро, Цеца. Како си? Јас сум одлично, како сте ви? Јас сум одлична, ти благодарам. Како што спомена во најавата, одамна не сме се виделе. Претходниот разговор навистина помина одлично со сите совети и препораки кои што ги дадовте за нашите гледачи. Верувам дека ќе биде токму така и во продолжение во нашиот разговор. Може ли да започнеме со тоа зошто големите животни промени, како пензионирањето и загубата, толку силно влијаат врз нашето ментално здравје? Можеме, да, секако. Ако има нешто константно во нашиот живот, а тоа е самата промена. Ние не можеме да го контролираме фактот дека работите се менуваат, но човекот има сила да се адаптира на секоја промена. Од еволуцијска гледна точка, нашите предци, односно нашиот род, успел да се адаптира на секоја промена што се случувало. И тоа се вика креативна адаптација. Така да, човекот има моќ и психолошка флексибилност за да се адаптира на секоја промена што го носи животот. И тоа не значи во никој случај дека е лесна работа, но дека ја имаме моќта, ја имаме секако. Пензионирањето исто така е една голема животна промена. Рачунајте дека еден човек со децени идел на работа, се дружел со колегите, си имал своја рутина. И кога доаѓа пензионирањето, тоа рутина се губи. И се губи една персона, една маска која има градено во текот на работниот век. Загубата пак исто така е многу навистина болна тема и има многу тука што да се кажува. Кога имаме загуба, се губи еден дел од секојдневието. Пример, имаме навика секој ден да пиеме кафе, утринско кафе со личноста. Шолјата со кафе е тука, навиката останува, но личноста ја нема. Тоа е една многу болна емоција. И тие такви некои си, да кажам, мали моменти во животот знаат да бидат навистина многу болни и да не потсеќаат баш на загубата. И ќе повторам повторно, колку и да е тешка промената, загубата, пензионирањето, ние си имаме моќ да се адаптираме на истата. Така, одлично кажавте. Може да започнеме со пензионирањето, еве како повторно да најдеме смисла, цел и исполнетост по пензионирањето? Може, да. Со пензионирањето се губи еден идентитет, да кажам. Ние јако се врзуваме за тој идентитет. Пример, човек 40 години работел како доктор, како хирург, како психолог, адвокат. И има навика, обично со текот на времето, несвесно, луѓето, место работам нели како хирург, почнуваат да кажуваат јас сум хирург. И јако се идентификуваат со таа персона. Јас тоа би го дефинирала како, рачунајте дека имате огромна сума на пари и решавате да направите една инвестиција. Инвестирате целото богатство, го инвестирате во градење на една куќа. И трошите на тоа големо време, голема енергија и посветувате цел живот на тоа. Но се случува природна катастрофа и таа куќа ќе се урна. И не останува ништо. Така да, во животот е многу битно, кога ја градиме кариерата, да не се идентификуваме со таа персона, односно, нашиот емоционален капацитет да го вложиме и на различни места, а не само на кариерата. Одлично, баш убаво кажавте. Како да се справиме со загубата и болката без да чувствуваме дека мораме веднаш да продолжиме понатаму? Не мораме веднаш да продолжиме понатаму и нашата природа не дозволува за веднаш да продолжиме понатаму. Тагувањето, обжалувањето си имаат своји фази, така да ние мора да поминеме од тие фази. Мора да си дадеме време и дозвола на себе си да ја почувствуваме тагата и болката.
Знам дека е тешко, знам дека е многу болно, но како што кажав, ние навистина имаме моќ да се адаптираме и на болката, и на загубата, и све што носи животот. Загубата навистина е болно, како што кажав. И кажав исто така, ќе повторам еве уште еднаш, дека ние учиме како да живееме со загубата. И битно е на работите од која гледна перспектива ги перцепираме. Загубата не е крај. Не е крај. Учиме како да се носиме со загубата и во еден момент, бар од моја лично искуство да кажам, имам научено во текот на психотерапијата како да го носам во секојдневниот живот. Односно, дека цело време личноста е присутна со нас. Ние од него, од неа, имаме научено како да комуницираме со луѓето. Не има остајано некоја мисла. Имаме спомени. Имаме богатство, да кажам. И тоа останува со нас. Љубовта останува со нас. Не може да се изгуби. Се додека ние сме живи и чувствуваме љубов, која сакаме, ја почитуваме и го спомнуваме личноста, останува жива. И тука нема простор, нели, не можеме, односно, да збориме за загуба, односно, збориме за еден концепт кој секојдневно го носиме во нашиот живот, така да личноста продолжува да постои со нас и преку нашите генерации. Да, одлично. Кои се знаците дека тагата или тешкото прифаќање на промената бараат стручна помош? Тагата и болката не се во никој случај, мора да нагласиме, психолошко, психички нарушувања. Симптомите дека веќе ни е потребна стручна помош се кога ќе забележиме дека личноста долго време е нефункционална. Обично, после 3 години се очекува личноста да биде целосно адаптирана во секојдневниот живот. Но симптомите, ако траат подолго време, а тие се како намален или зголемен апетит, немање на енергија, немање желба за работа, непродуктивност, проблеми со сонот, изолација исто така од блиските, од пријателите, од родителите, од друштвото, колегите се некои од првите симптоми кои алудираат дека нешто настанува на психолошко ниво. Така да тие се тие моменти кога е потребно да се побара стручно мислење. И јас препорачувам првично една консултација со психолог, па после тоа со психијатар. Затоа што самиот психолог нели процени дека е потребна постручна помош, ќе го препрати нели лицето кај психијатар. Да, дефинитивно се согласувам. Психологот го работи проблемот, се работи на проблемот. И многу е битно, во никој случај не значи или ако побараме стручна помош од психолог, дали од психијатар, дека ние сме слаби и дека не можеме да се справиме нели со промената и со болката што ја чувствуваме. Напротив, тоа значи дека ние се уште, односно имаме здрави капацитети и сме свесни и бараме стручна помош. Да. Тоа е баш сигнал дека сме здрави, кој што можеме да препознаеме.